Обдукција врз телото на починатиот и вештачење на прибраните траги од местото на вчерашната престрелка во близина на полициската станица кај Битпазар. Јавен обвинител веќе извршил увид на лице место на инцидентот кој се случи среде бел ден и ги вознемири граѓаните. Чаури по улиците и искршени излози на продавниците сведочеа за пукањето, а тешко повредениот неколку часа подоцна им подлегнал на повредите во Скопскиот клинички центар. По наредба на јавен обвинител, се обезбедуваат снимки од видеонадзор од околните објекти. Се издаваат сите потребни наредби и насоки за идентификација на инволвираните и целосно расчистување на настанот, стои во соопштението од Јорама. И овој инцидент беше повод за меѓусебни препукувања меѓу власта и опозицијата. Од СДСМ бараат оставка од Тошковски, за како што велат нарушената безбедност на улиците. Министерството за внатрешни работи под водство на Панче Тошковски, како никогаш досега, е падната на колена. До таа мера, што вчера пред полициска станица сред бел ден во Скопје се случи уште една мафијашка престрелка. Пред очите на јавноста во двор на полициска станица се случуваат крвави пресметки со загинати и повредени. Ова е тотален распад на безбедносниот апарат. Нешто сериозно не е во ред со самите институции, со системот. Од ВМРО ДПМН им вратија дека системот функционира. Се водат истраги и се апсат луѓе кои порано биле недопирливи. Во мандатот на нивниот долгогодишен министер за внатрешни работи Оливер Спасовски се доделуваа македонски пасоши на светски криминалци, наркобосови, мафијаши, па дури и на припадници на ИСИС. Луѓе од системот под раководство на СДС и Спасовски споделуваа информации со наркокартелите, што ги загрозува акциите на меѓународните институции за сузбивање на трговијата со дрога. Велат од ВМРО ДПМН. Загинатиот 31-годишник во вчерашната престрелка бил син на поранешен командант на ОНА кој починал пред 7 години. По вчерашниот увид информациите беа дека пукањето било меѓу две групи од по 5-6 лица. Сања Димитровска, Сител телевизија.